Владата бара финансиска и техничка помош од меѓународните донатори во борбата против аерозагадувањето и спроведувањето на двегодишниот национален план, со кој се очекува намалување на загадувањето за 50%. Националните средства што се обезбедени од буџетот, како што беше посочено на денешната донаторска конференција, организирана во владата, не се доволни за да се спроведе планот за борба против аерозагадувањето, а потребна е и техничка помош и размена на позитивни искуства од европските држави во справувањето со овој глобален проблем. Од владата најавуваат помош во замената на старите нееколошки системи за затоплување со нови еколошки во јавните институции и во домакинствата, субвенции за купување еколошки возила и за вградување на плински уреди, а се надеваат дека ќе биде донесен и закон со кој ќе се забрани користењето на јаглен како средство за затоплување. Според Макрадули, замената на старите и нееколошки системи за затоплување би дала најбрз резултат во однос на загадувањето, бидејќи како што посочи, 4 различни студии покажале дека околу 46% во загадувањето учествуваат домакинствата, кои не се греат само на дрва и јаглен, туку користат и пластика и гуми. Според вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи, кој е и национален координатор на странската помош, загадувањето не може да се реши со магично стапче и ад-хок решенија, туку потребни се краткорочни и долгоречни стратегии со низа мерки и активности за целосно надминување на проблемот. Речиси сите извештаи покажуваат дека во изминатиот период Скопје, Тетово и Битола се едни од најзагадените градови во Европа. Градоначалникот на Кавадарци пак загадувањето се обидува да го реши со примена на вештачки дожд. Аеросолизација за намалување на загаденоста во воздухот вчера првпат се примени во Кавадарци. Кавадаричкиот градоначалник Митко Јанчев за апаратот кој произведува вештачки дожд објави видео на својот Facebook профил, а со помош на апаратот за аеросолизација се исчисти воздухот во Кавадарци, што покажува и мирната станица дека концентрациите на PM10 честички се намалиле за само 2 часа.